Септември месец, отприлика, 2007 ме повика директорот Мијалков, вика Антонио, имаме сознанија, во тоа село има одредена групација на неколку луѓе, по нивни сознанија на службиве, дека се ризични од прв степен и така натаму, што и на крајот и така беше. Како течеше времето, се тоа, таа група се повеќе и повеќе се збогатуваше со луѓе, а тоа значи дека си има некоја намера и дека не е тоа добро. После многу средби, на една средба, директорот вика, Тони, ќе мора да делува. И прашање беше едно многу така за размислување. Антонио, колку луѓе имаш од албанциве? Викам 12%, 52. Што планираш? Викам, директоре, тоа е моја работа, јас ќе ги водам сите. Мијалков се сомневаше дека може. Па едноставно тоа е моја одлука, он не може да ја промени. Сите тие луѓе биле и учествувале во УЧК и тоа не треба никој да го криеме. Ги собрав сите на состанок, само јас и сите албанци. И им реков, дечки, може да се знаеме, можеби не се знаеме добро. Ќе имаме акција, ќе бидете запознаени сите. Групацијата се е појака и поголема. Акцијата беше реализирана од трет пат. 14 се заробија, 6 беа неутрализирани. Сите албанци беа. И што беше многу позитивно, кај албанскиот политички електорат и нивните лидери, кај таму се водеше војна еден ден. Голема благодарност на дечките албанци кои имаме предрасуди према нив. Тие беа во иста опасност како и ние, си ја одработија работава, не одбранија кај нивните политички елити, бидејќи тие 2001 од УЧК дојдоа во ЕБАРА и си имаа конекции со сите. Тогаш политички личности високи кои ден денеска се дали од ДУИ, дали од ДП, и бевме одбранбен систем дека државата направила професионална и успешна против терористичка акција.